Предлог измените на СДСМ не добија зелено светло за помош и поддршка на настраданите од кучани. Мнозинството одби да се најдат на дневниот ред, само 19 пратеници гласаа за. Од партијата ја обвинија власта дека не сака да овозможи законска основа за конкретна помош и поддршка на семејствата. Координаторот на пратеничката група на СДСМ посочи дека ова не е само морална, туку и институционална обврска кон овие граѓани. Според Спасовски, законот освен за кучани се однесувал и на семејствата, чии блиски загинали или се повредиле во претходни слични трагедии. За нас, навистина, е чудно и неприфатливо како ВМРО ДПМН и владиното мнозинство одбиваат воопшто да се дискутира за предлог закон кој што е поднесен од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, кој што овозможува секаква можна поддршка на семејствата на страданите од кочани, но и на оние од другите трагедии. И мислам дека е крајно неодговорно, неразбирливо зошто се одбива ваквото законско решение, кога постои можност, постои и пракса за носење на вакви законски решенија. Овој предлог закон е популистички и опозицијата злоупотребува трагедијата од кучани за ситни политички поени, обвини од ВМРО ДПМН. Според владеачката партија, измените во голем дел се неприменливи, а делумно се преклопувале со актуелни законски решенија. Станува збор за документ кој повеќе ќе служи за политички маркетинг, отколку за вистинска поддршка. Дополнително, законот експлицитно ги фаворизира настраданите од одредени настани, игнорирајќи други слични трагедии. Со тоа се воспоставува опасен преседан, правата да се темелат на конкретен настан, наместо да се воспостави универзален и праведен систем за сите жртви на несреќи или катастрофи, што го нарушува уставното начело за еднаквост на граѓаните пред законите. Од власта вела дека веќе имаат конкретен план за помош на семејствата на настраданите и повредените лица преку дуплирање на средствата од владата. Миријана Давидовска, Сител телевизија.